Остануваме на истата тема, а наредниве минути анализираме и разговараме со биологот Кирил Арасовски Пржо, кој што го имаме на Skype во Македонија на наутро. Кирил, благодарам прво за позитивниот одговор за разговор во утринската програма. Неколку соговорници кои што говореа на оваа иста тема зборуваа од различни аспекти. Зборувавме за тоа каков див свет имаме во Скопскиот регион, видовме што имаме на Галичица, видовме и на Пелистер. Сега оно што ме интересира, сите сме на иста бранова должина што се вели во однос на тоа дека имаме и богата флора, но и богата фауна во државата. Што од се во ова во однос на постапувањето е најголем ризик за дивиот свет во државата? Па, да, како што изјавија сите мои други колеги ова утро, состојбата со дивиот свет во Македонија е делумно запознаен, имаме делумни информации, многу дел од тие информации нас не се познати. А причината поради тоа е што во Македонија недостасува организирана институција што постојано ќе следи развојот на популациите на видовите во Македонија, надвор од некој подрачјак од заштита. Колешката Ангела работи во Национален парк Галичица, потоа имаме некој ренџер од Пелистер, но поголемиот дел од работата е на рамената на невладините организации или пак многу мотивирани индивидуалци од Македонија и од странство. Значи, ние немаме постојано следење мониторинг на живиот свет во Македонија. Долго колегите од Македонско еколошко друштво, долго колегата Диме, реши да не работи таа година на таа тема на рисот, ние нема да има информации за рисот. Значи, дека ние во Македонија имаме недостаток на институции кои ќе се грижат за постојано се следи да се мониторира живиот свет. И растенијата, и животните, и габите, така натаму. Што е точка на од каде што треба да започнеме. Сите велат дека Македонија е жешка точка на биолошката разновидност, и тоа е точно, но ние сме истовремено и црна точка на информации. Значи, ние имаме многу малку информации, имаме достаток информации, на многу тие меѓународни документи на кај нас стои до Македонија DD, Data Deficiency, односно малку информации за тоа колку видови има, каде живеат, под која опасност се, ние може да имаме некој образована предпоставка за што се случува, но точно кои се опасностите и со што се соочуваат постојано ние не знаеме. Да напоменам, многу голем дел од популациите ние ги делиме со другите држави во регионот. Па затоа кога се збори за состојбата на биолошката разновидност во Македонија, ако не само збор за стеноендемити, односно ендемити кои живеат само на мали ограничени простори, не збориме за популации кои ги делиме со другите држави. Така на автоматски одговорност што имаме не е само кон Македонија, туку и во регионот. Почна точка што ние точно немаме многу информации, да сакаме да направиме ние програми и да воспоставиме нови политики за заштита, ние не знаеме што се располагаме, каде живее, во која состојбата, освен за некои поедини групи за кои до сега со огромна помош од странски пари, со странски финансии, со работки со министерства, преку твининг проекти, преку грантови фондации сме успеале за некои животински системи, растителни системи, да имаме некој знаење. Па затоа имаме ние црвена листа на цицачи, на водоземци, на влечуги, на гави, но тоа е само еден мал фрагмент од целата биолошка разновидност што живе во рамки нашите национални политички граници кои ги моментално оваа држава. Кирил, Македонија ги има ратификувано Конвенцијата за заштита на дивиот, растителен и животински свет и природните живеалишта во Европа, но се применува ли во пракса и во кои сегменти треба да се унапредува заштитата? Состојбата во Македонија на тема животна средина е многу еднострана, а тоа е дека ние сме многу силни со папиролошки. Значи, ние сме силни многу на хартија. Дури ако не се споредиме ние со другите земји од регионот, ние сме потписници на многу меѓународни конвенции и декларации, договори на повеќе теми од животна средина. Па така 2021 година Македонија исто така потпиша декларацијата, односно изјавата на последниот самит за климатски промени, дека се залага за поголемо пошумување, заштита на шумите и така натаму. Значи ние многу потпишано, многу декларации и конвенции. Ние потпаѓаме кога доаѓаме до полето на екзекуција. Значи ние сме многу слаби со екзекуции, со следење на препораките. Ние сме поради политички успеси, поради успеси на поедини функционери, ние ќе потпишеме, ќе ратификуваме многу конвенции, но ние имаме проблеми со следење на конвенциите. Значи многу често ветуваме нешто што не може да оствариме. Не многу често, скоро секогаш ветуваме нешто што не може да оствариме.
Тоа не можеме да оствариме бидејќи во Македонија во главном недостига политички интерес кон оваа тема. Значи немаме политичка волја. Мора да имаме политичка волја, со цел да се создадат финансиски средства и државни ресурси за да се решат некои животни проблеми со животна средина. А да се дојде од тога, нас ни треба да бираме политичари кои имат правилни еколошки политики. А за да добиеме тоа, ние треба да сме добри гласачи, а да сме добри гласачи, ние треба да сме еколошки свесни за состојбата што има во нашата држава. Значи, тоа е еден круг. Ние не можеме да очекуваме одсечно решавање. Значи, не може да очекуваме не дека наеднаш. Ако отсуствува политичка волја, има ли индивидуална волја? Постојано, секојдневно на социјалните мрежи, Кирил, имаме горди ловџии кои што се фалат со својот плен. Па добро, пак ќе кажеме, ловџиите, долку во Македонија ловот не е нелегален. Значи, ловот во ловишта на ловни видови за време на ловна сезона е легална активност. Тоа не е во овој контекст не е тоа проблематично. Проблематично, например, може било и легалниот лов. Или проблематично би било нелегалниот отстрел на животни, легалниот отстрел на животни што се под заштита, или самоволно земање на правда во своите раце. Но тоа не е во контекст на оваа тема. Збориме за ние за основни мерки што може и државата да ги преземе. Ние не треба да гледаме природата и дивиот свет како ресурс. Тоа е целта, да треба да гледаме дека сме ние дел од екосистем и дека тие нам ни нудат екосистемски услуги без кои ние не може да имаме живот кој е квалитет. Значи тоа е еден однос на симбиоза. Ние не може да се гледаме одсечно човекот и природата. Значи тоа сме сето тоа е едно. Значи ние живееме во екосистем, во една биосфера каде што ние треба да функционираме заедно, онолку што можеме симбиотски. Секако сите од нас има своји потреби. Човекот има потреби за подобар живот, за ресурси, но и животните ги има истите потреби. Значи тоа е еднаква, не е тоа битка, тоа треба да биде еднакво живење во една иста култура. Борба, да. Така. Индивидуалната одговорност мораме тука да споменеме, ги споменавме ловџиите, социјалните мрежи се често полни со фотографии од горди ловџии под наводници кои што се фалат со својот плен. Споменавме дека изминатиот период има изголемена интеракција помеѓу човекот и дивите животни. Каде сме со овие теми, каква порака се упатува посебно кога ќе видиме носител на јавна функција како го прави тоа во однос на ловџиството, а од друга страна подпишуваме еден куп на конвенции. Да. Вака. Македонија како територија, како држава, тоа што ние не сме економски многу развиен регион, ние сме го платиле со тоа што имаме се уште поголеми делови на зачувана природа, односно природни екосистеми кои имаат зачувана својата природност на некој начин. Значи да не било шумарството или шумството, многу делови од државата би останале во многу изворна форма, барем така биле во последниве неколку векови. Сега, значи ние имаме природа која е релативно заштитена ако се спореди со земји од Централна Европа, Западна Европа, Северна Европа и така натаму. Значи ние имаме природа на располагање. На обврска на државата како ќе се грижи со таа, како ќе стопанисува со таа природа. Секогаш одговорноста на поединецот. Значи во екосистемите потребна е само една лоша одлука што ќе доведе до каскадни промени во природата за кои потоа човекот веќе не може да интервенира. Човекот го сака да помогне и кога сака да одмогне, ефектот ќе би бил ист. Затоа збориме дека природата е многу чувствителна, многу сензитивна на промени. Таа е отпорна, но истовремено е многу чувствителна. Одговорноста кон природата секогаш е на поединецот. Но ние како поединци во едно општество имаме општествена грижа кон природата. А тоа би се решило со почитување на правилата. Ние живееме во демократско општество каде што ние треба да ги почитуваме правилата, а секој што не ги почитува правилата треба да биде казнет. Во Македонија, како и во другите делови од светот, поради се поголема урбанизација и експанзија на човековите населби, како што рече колешката Ангела, ние се повеќе доаѓаме до конфликти помеѓу човекот и дивиот свет или интеракции кои имаат потенцијал да завршат како конфликти, напади, наплашувања, угинување и така натаму, и од страна на човекот и од страна на животните. Сега човекот низ својот живот постојано е во контакт со интеракција со животните. Ќе видиме птица, ќе видиме мува, ќе некасне комарец, така натаму. Значи ние постојано имаме интеракција. Кога станува збор за овој вид на интеракција, станува збор кога човекот има средба со поголеми цицачи, со волци, со мечки и така натаму. Ние мора да прецепираме како поединци дека ние да имаме можноста
да видиме диво животно во екосистемите во дивиот свет е реткост која е многу неверојатно. Многу малку луѓе се таа можност имаат. И ние не треба да гледаме тоа како некоја опасност, туку треба да гледаме како некоја можност. А причината поради која тие животни се среќаваат со нас во секојдневието сме ние. Ние сме направиле интрузија, инвазивност во нивниот дом, а не обратно. И нормално е да го правиме интрузија. Простете што ве прекинав, потсетив уште еднаш на правилата на игра, останува да сето тоа што е напишано на хартија се спроведе во пракса, за да не говориме често на овие теми. Ви благодариме многу за гостувањето во Македонија на утро. Ќе останете заедно на линија да видиме како функционира и зоолошката во Штип, бидејќи дел од дивиот свет се разбира на слобода, но дел е во зоолошките градини. Каква е грижата за дивиот свет во зоолошките градини, Славица? Добро утро, по втор пат токму така се наоѓаме во зоопаркот Бриони во Штип, каде грижата, барем според мене, е на високо ниво, а повеќе ќе ни каже мојот соговорник, ветеринарниот лекар Зоран Божиков, кој се грижи за здравјето и благосостојбата на животните. Помина зимскиот период, еве сончеви зраци, пуштени животните буквално да уживаат на слобода и на сонце, но еве да потсетиме како поминавте зимава, посебно оние животни видови на кои ниските температури не им се природни? За сите животни, и за дивите и за домашните животни, во зоопарк Бриони се обезбедени објекти од цврста градба, со испусти, кои објекти се прилагодени и амбиентално и просторно спрема врстата видот, спрема бројот, спрема големината и спрема нивните потреби, така да сите тие се со цврста градба, добра изолација, со врати, кои што ги затвараме, значи во најстудените денови, најстудените часови од денот, сабале се секако пуштат кога дневните температури го дозволуваат тоа, вечерно време секако повторно се затварат и така. Тоа е што се однесува до тој амбиенталниот и просторниот дел. Што се однесува до храната, храната секако дека во зимските месеци е појачена, како квантитативно, така и квалитативно, значи појака храна и количински, и на тој начин гледаме да ги амортизираме овие ниски температури, бидејќи добар дел од животните се погодени, се осетени на тие температури, и на тој начин настојуваме заедно со вработените од зоопаркот Бриони да тоа го некако ублажиме, да го поминеме некако полесно зимото, односно животните да ги полесно поднесат ниските температури. Немавте интервенции како лекар ова зимо, не се, фала Богу, и појави некоја болест која така би ги опфатила овие животни? Ние, како вработени во зоопарк Бриони, се грижиме за негата на животните, а за ветеринарно-здравствената заштита се грижи ветеринарната станица од Штип, со кој како ветеринарно друштво јавното предпријатие Сараност на зоопарк Бриони има склучено договор. Така да нивна е грижата, меѓутоа ова зимо немаше некои посериозни проблеми, затоа што и бевме спремни за тоа. Ако се случи, нормално ние сме во секојдневна комуникација и соработка со нив, така да на време се интервенира, се и реагира. Еден од показателите дека имаат квалитетен живот колку може, нели, во зоолошка градина е и кога тие имаат принова. Имате ли такви информации? Имаме ли добри вести на овој план? Да, имаме добри вести секако, значи нормално, нели, значи се размножуваат, штом се здрави еденките, штом се храна здраво, нормално е дека се размножуваат. Значи последните денови имаме принова од дивите овци од видот на муфлони и алпина коза, тие се домашни кози, со така имаме и од нив една принова. Меѓутоа тоа не е само нормално сега, него редовно во текот на годината, значи се размножуваат животните, угинуваат, ние водиме строга евиденција со оглед на тоа дека имаме собствен РБО, регистарски број на одгледувалишта, така да водиме евиденција за сите животни, нормално и за тие што се раѓаат и за тие што угинуваат, и во тој поглед, значи, можам да кажам дека се добро. Македонија нема стационар за диви животни, па така многу често еве и Штипската зоолошка градина, зоопаркот е место каде се донесуваат диви животни, доколку некој ги најден или повредени или напуштени. Таков беше случајот и со мечето Теди, која еве сега ужива во Бугарија во нивниот стационар, и со, ако не се лажам, соколот кој се уште е од. Да.
Па точно, мечето теди беше донесено доста мало, како двомесечно мече од страна на докторот Угриновски и ние го чувавме некаде околу 3 години, меѓутоа едноставно мечето бараше си бараше услуги спрема големината, ние немавме можности да му обезбедиме, затоа беше вратен во зоолошката градина во Скопје, во чија собственост беше, а таму беше транспортирано до Народна република Бугарија, или поточно во Белица, каде што има резерват кој што е специјално направен за мечки од видот на танцувачки мечки, резерватот некаде 150.000 метри квадратни, кој што ги има сите услови, значи, за одгледување на животни од тој вид. Ви благодарам на одвоеното време. Животните чекаат појадок, со нови и убави информации се гледаме повторно. Благодарам. Тоа беше се во второто линковско вклучување во Штип. Добро е да знаеме дека тој див свет кој што го имаме во зоолошките градини се чува. Во 9 часот време и за второто